Металург атакува на трето последователно учество во топ 16 фазата во Лигата на шампионите, трета сезона од квалификациите, што досега не му пошло од рака на ниту еден друг ракометен колектив. Македонскиот вице-шампион имаше тежок прв дел на сезоната, проследен со резултатски падови и подеми, со повреди на клучните ракометари, но успеа да ги издржи сите притисоци и да го оствари резултатот што сите од него го очекуваа. Би било убаво на домашен терен да извојуваме победа. Овие надпревари последни во календарска година беа двете години многу убави за гледање во Скопје и успешно ги завршивме. Беше стварно една прекрасна атмосфера. Два пати го славевме уште во седмо коло тој пласман во топ 16 екипи. Се надеваме дека и годинава ќе биде така. Победата против ПСЖ во Скопје дури и ги надмина очекувањата на широката спортска јавност, па сега на Металург му останува внедела, скоро сигурно да помине во наредната фаза од елитното надпреварување. Постојат математики и тие евентуални 10 бодови ако се победи Вакер Тун да не бидат доволни за сигурен пласман, но триумфот во седмото коло ќе значи огромен исчекор кон европска пролет за тимот од автокоманда. По 6 надпревари Металург има 8 бодови и се наоѓа на втората позиција во групата С зад Барселона со 11. До сега победивме на 4, а загубивме 2 надпревара од лидерот и од Вардар. Зад нас се Пари Сен-Жермен со 7, Вардар со 6, Динамо Минск со 4 и Вакер без бодови. Триумфот во вториот меч со градскиот ривал значи дека имаме подобра гол разлика во меѓусебниот дуел. Таа победа го врати Металург на вистинскиот колосек и очекуваме формата што ја постигнуваме кон крајот на оваа година да ја потврдиме со нови 2 бода против екипата од Швајцарија. Главна цел наша е која си ја поставуваме е да одиграме еден добар надпревар и за нас и за таа публика која се надевам дека е последно коло оваа година ќе дојде во што поголем број да славиме заедно. Уште 2 бода да се зацврстиме на таа втора позиција која можеби никој не очекуваше пред стартот оваа година во Лигата на шампионите и да што поспремни и одморни го дочекаме тој втор дел во февруари месец. Во победата со Вардар многу сегменти тргнаа во нагорна линија, се вратија насмевките на лицата, генерално на сите симпатизери на Металург, се врати Филип Миркуловски по повредата на коленото и операцијата во Австрија, се врати во надпреварувачки и голгетерски ритам и капитенот Наумче Мојсовски. Со 8 погодоци на тој меч, 38 годишниот Ренато Вугринец сега има вкупно 38 и во моментов е на втората позиција на листата на најдобри стрелци во Лигата на шампионите. Можеби и најважно од се е што Металург доби нов херој на голот во името на Раде Мијатовиќ. Атмосферата во екипата пред дуелот со Вакер е на високо ниво, еуфоријата ја снема веднаш по успешниот реванш со ривалот од домашното првенство. Во надпреварите кога си фаворит се игра најтешко, па затоа нема време за опуштање или за кроење планови за иднината. Сегашноста вели, недела во 18 часот, сите во спортски центар Борис Трајковски, да ги загрееме дланките и да го поздравиме новиот голем успех на македонскиот клупски ракомет.